годишен одмор за најслабо платените работници. Со 9 милиони евра, или приближно 500 милиони денари, ги подржуваме активните политики и мерки за подршка за нови вработувања и за реализација на проектот Гаранција за млади, зашто сакаме младите да останат во Македонија. Обезбедивме 135 милиони денари за подршка за мали и средни предпријатија и за подршка на домашни гринфилд инвестиции. Домакинското работење ни овозможи да одржиме уште еден збор. Започнавме процес на укинување на радиодифузната такса. Почитувани, дозволете ми да укажам и на уште една серија важни одлуки. Оваа влада им излезе директно во пресрет на земјоделците, со низ за нови мерки од програмата на владата. Уште во првите 100 дена, пакет од 10 милиони евра стигнува во рацете на воштарите, лозарите, сточарите и полјоделците. Тоа значи и подршка на домашното производство на храна. Особено важна е мерката за финансиска подршка од 10.000 евра неповратни средства за млад земјоделец. Тоа се решенија што недвосмислено илустрираат дека секогаш изнаоѓаме креативни програми и мерки со кои парите ќе ги вратиме назад кон граѓаните. Една таква мерка е и враќањето на ефтината тарифа на струјата. Бевме уведени дека таква можност постои. Со нов домакински пристап на работењето на ЕЛЕМ и МЕПСО, нивните заштеди ќе бидат пренесени како придобивка за граѓаните на Република Македонија, како што е ефтината тарифа на струјата за сите. Почитувани граѓани на Република Македонија, сите овие одлуки на владата, на кои досега подсетив, направени се само за 100 дена, се одлуки кои се реално одржливи и кои се спроведуваат врз основа на реални параметри и политики за економски развој за подобар живот. Ребалансот на буџетот е направен врз реални проекции и врз развојни принципи. Ветивме дека во првите 100 дена од мандатот ќе го објавиме вкупниот износ на сите акумулирани обврски на државата кон бизнисот. Долгот го враќаме. Наследивме огромен, неразумно креиран јавен долг. Со реален пристап и со темелни анализи за излезни решенија успеваме да го намалиме со раздолжувања и задолжувања со многу помала каматна стапка. Креираме фискални и финансиски политики кои ќе обезбедат развојот да го намали долгот. Развојот ќе го намалува долгот. Создаваме услови за тоа. Условите што важат за странските компании, сега ќе важат и за домашните компании. Со домашните компании ја создаваме новата, успешна, економска приказна за Македонија. Да споменам само уште некои од мерките со кои обезбедуваме услови за развој на бизнис иницијативите. Го зајакнавме финансискиот и кадровскиот капацитет на Агенцијата за поддршка на предприемништвото, за координација и спроведување на политиките за развој на мали и средни предпријатија. Македонската банка за поддршка на развојот се докапитализира, за да се зголеми кредитната поддршка и незината способност за реализација на гарантната шема. Донесовме мерки за да ја спречиме нелојалната конкуренција и да ја зајакнеме вистинската контрола на производите. Добивме целосна поддршка за промени во казнената политика. Инсистираме во темелот на оваа политика да биде превенцијата, а не казнената репресија. Создаваме клима за правна сигурност во кој собствениците и работодавачите ќе бидат заштитени од притисоци и стравови. Политиките на владата во енергетиката, транспортот и инфраструктурата добија целосна поддршка на самитот во Трст. Еден од резултатите во Трст е договорот за основање на транспортната заедница на Западен Балкан, проект кој отвара исклучителни поголности за економски развој и подобар живот. Создаваме добри приказни. Самитот во Трст е добро научена приказна. Регионалната и добрососедската политика секогаш даваат резултати. Например, меморандумот за соработка на железничко поврзување со Република Бугарија, како конкретен резултат на договорот со Бугарија за соработка, пријателство и добрососедство, кој што сам по себе обезбеди 70 милиони евра грант за изградба на пругата кон Република Бугарија како дел од коридорот 8.
Почитувани граѓани на Република Македонија, досегашните и идните успешни политики на оваа влада се резултат на определбите да ги ставиме институциите во служба на граѓаните, да обезбедиме институциите да се претворат во сервис за подобар живот на граѓаните, во интерес на граѓаните пред се. Како прво, дозволете ми да укажам на фактот дека сега медиумите имаат можност брзо и со непосредни информации да ги пренесат на јавноста активностите и одлуките од нашата работа, благодарение на редовниот неделен брифинг со новинарите и уредниците. Директно од извориштето на информациите, со можност веднаш да добијат одговори на сите нивни прашања. Даваме точен одговор на секое прашање во најбрз можен рок. Достапни сме, отворени и отчетни. Во одредени министерства, како например во Министерството за труд и социјална политика, е воведен отворен ден со граѓаните, секој петок од 9 часот до 13 часот. Владата ги скрати, поедностави и поевтини постапките за повеќе сервисни услуги за граѓаните, особено за социјалните, матичните служби и управните служби. Ги слушнавме пораките на граѓаните и на бизнис заедницата. И од 1 септември започнува да се применува одлуката новото работно време и двосменското работно време во јавната администрација, како и во детските градинки. Го укинавме екстерното испитување. Започнаа темелни промени на образовните програми. Го зголемивме минималниот број денови за консултации на единствениот национален електронски регистар на прописи од 10 на 20 дена. Со тоа им дадовме на граѓаните и на бизнис заедницата двојно повеќе време за учество во јавната расправа, за придонес, за подобрување на предложените закони и прописи уште во фазата на нивно донесување. Го продолживме рокот за легализација на бесправно изградените објекти. За да дојде до израз целосно принципот институции во служба на граѓаните, и тоа на сите граѓани, ја отпочнавме и подготовката на националната стратегија за соработка со диаспората со цел приближување на диаспората со Република Македонија и развивање на соработка во повеќе области. Почитувани граѓани на Република Македонија, дадовме збор дека оваа влада ќе биде отворена и реформска. Пред сите вас, на 5 јули го презентиравме планот 369. Денеска, само по 2 месеци, на 5 септември, соопштуваме. Владата даде конкретна подршка на Државната изборна комисија за зајакнување на нивните капацитети пред одржувањето на локалните избори. Го реши статусот на дел од вработените и обезбеди простор за трајно користење на комисијата. Ги направивме сите потребни подготовки за подршка на фер и демократски изборен процес, со јасни упатства кои даваат насоки за секој владин функционер и вработен во државните институции што мора да се избегнува во време на предизборието и кои се последиците од непочитувањето на изборниот законник. Владата се обврза дека задолжително и детално ќе ги објаснува сите законски предлози и дека ќе понуди неделна можност за поставување на пратенички прашања. Владата се стави на располагање на собранието за воспоставување ефективен, редовен и рутински надзор врз разузнавачките служби. Го усогласивме и усвоивме текстот на Законот за јазици, кој што го затвара и последното отворено прашање од Охридскиот рамковен договор. Го подобривме концептот за соработка меѓу владата и граѓанските организации. Сега секој има увид во работата на владата. Пред секоја седница го објавуваме дневниот ред, а по секоја седница објавуваме извештај, записник од суштинските одлуки донесени од владата. Во постапка е утврдување на конечна верзија на нацрт законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за реформите во медиумите. Ги прекинавме владините реклами кои беа назначени од домашните и меѓународните фактори како извор на притисоци и контрола врз медиумите, а ќе ги објавиме сите досегашни трошоци за овие реклами. Изготвен е преглед на сите случаи на застрашување, притисоци и говор на омраза против новинарите, за да се поттикне слободното новинарство и да не се повторуваат такви практики во иднина.
Владата ги прави достапни и бесплатни информациите од Централниот регистар и од катастарот за новинарите кои работат истражувачко новинарство. Ги декласифицираме и информациите кои се однесуваат на службени патувања, репрезентација и доделување на државна помош за странски компании. Не може да има штета ако јавноста има поголем увид како владата располага со парите и ги заштитува интересите на граѓаните. Формирани се сите потребни работни групи за изготвување на најважните законски решенија, како и Советот за спроведување на реформи во правосудството. А ова недела ќе биде завршена и подготовката на стратегијата за реформа на правосудниот сектор. Владата обезбеди поддршка за зајакнување на кадровските капацитети на народниот правобранител. Се усовршуваат системот за борба против тероризмот и активностите за реформа во безбедносните и разузнавачките структури согласно меѓународните стандарди и препораки. Планот 369 не враќа на брзата трака во евроинтеграцијските процеси за да ја промовираме Република Македонија како пријател на своите соседи, земја која оди цврсто по патот кон НАТО и Европската Унија. Во овие 100 дена немаше ден без средба со нашите пријатели од меѓународната заедница. Сите наши партнери и пријатели ни дадоа безрезервна поддршка. Сите ја препознаа нашата определба и цел. Македонија да биде прифатена, да се гледа на неа како на пријател на патот кон НАТО и Европската Унија. Република Македонија стана посакуван партнер, партнер со кој вреди, со кој треба и на кој може да се смета во предизвиците на меѓународната, на регионалната или на меѓусоседската политика. Потпишувањето на договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Македонија и Бугарија покажа дека таму каде што има политичка волја и идеја за прогрес, прашањата ќе се решат. Овој договор е инспирација и модел за соработка за регионот и пошироко. Тоа е така, зашто оваа влада се определи да води политика на решенија, а не на проблеми. Овој наш став е втемелен и во реафирмацијата на односите со Република Грција. Само позитивен пристап во решавањето на отворените прашања меѓу државите со меѓусебно почитување и разбирање е еднината на регионот. На самитот на Западен Балкан во Трст во рамките на Берлинскиот процес со поддршка на Европската Унија проактивно учествувавме во иницијативата која смени сликата, историјата, но и економијата и стандардот на граѓаните на земјите во регионот. Ефектите очекуваме да бидат многу позитивни. Од место што продуцира кризи во регионот на безбедноста и стабилноста, признанието што таму го добивме од Андреја Меркел, од Борис Џонсон и од Емануел Макрон е недвосмислено. Односите со Соединетите Американски држави, со воената вежба на Криволак, ги поставивме на ново, квалитетно рамниште на глобален безбедносен план. Средбата со американскиот подпредседател Пенс во Подгорица беше нова афирмација за нашата НАТО аспирација. Поддршката за цврстата определба на реформската влада на Република Македонија и за враќање на земјата на патот на европските интеграции безрезервно пристигна и од Кралството Шведска и Кралството Норвешка, преку заедничка декларација за партнерство и соработка со владата на Република Македонија. Република Финска несебично ја понуди својата понуда за асистенција во реформите во образованието, повторно заради реформскиот профил на владата. Вчера од Израел се вративме со нов ветар во едрата. Реформскиот курс на нашата влада отвара сериозни перспективи за соработка и со оваа земја. И оваа посета беше придонес за нашата определба на Република Македонија да се гледа како пријател и партнер на патот кон НАТО и Европската Унија. Почитувани граѓани на Република Македонија, како што веќе споменав, владата ги подготви сите неопходни услови за фер и демократски локални избори. Влегуваме во завршница на уште еден израз на слободната волја на граѓаните – локалните избори. Тоа е новата сцена на која оваа влада докажува дека ги враќа довербата во институциите, дека го враќа животот. Создаваме општество еднакво за сите,
за сите граѓани на оваа земја. Создаваме услови за младите да останат и да работат тука, во оваа наша убава Македонија. Ја препознаваме разбудената надеж кај граѓаните. Решени сме да го вратиме достоинството кај човекот. Ова е влада на граѓаните и влада за граѓаните. Ова е влада од збор. Оваа влада е реформска и отворена и води суштинска политика. Зборот е збор. Благодарам. Повелете прашања за новинарите. Сашка. Рекете, го споменавте декласифицирањето на договорите и заложбите на оваа влада за промовирање на вредности како транспарентноста, но не сите представници на институции овде ги почитуваат овие заложби. Моето прашање е до господинот Бекташи, но и до вас, се однесува на родниците. Дали господин Бекташи конечно ќе го отворите договорот со Евромакс, бидејќи одбивте да не го дадете со образложение дека погрешно ќе ги толкуваме податоците? Тоа е прашање број 1 и прашање број 2 до премиерот Заев. Многу граѓани во Источна Македонија стравуваат дека оваа наша убава Македонија, како што рековте, нема да е толку убава доколку се реализира планот за тие инвестиции и тие рудници во Источна Македонија, каде што е нашата храна, нашите природни ресурси. Вие тоа најдобро го знаете, доаѓате од престолнината на земјоделието. Кој е ставот на владата во врска со изградбата на рудниците и прашањето господинот Бекташи го слушна? Денес ќе одговарам јас на сите прашања, заради тоа што ќе стане комплексно сите министри, но сите продолжуваат со презентација во наредните денови на реализирањето на тоа што е делокруг на нивното работење. Ќе можете да добиете директно одговори од господинот Бекташи и од сите министри во владата. Верувам тоа ќе биде повторно пак во прилог на транспарентноста, но сепак сите овие прашања ги координираме сите заедно и буквално ниту еден министер самостојно не ги носи одлуките, генерално се владени концепти. Прво знаете дека оваа влада е декларирана како влада на граѓаните и за неа нема поважно од животот и здравието на луѓето. Не постои нешто кое што ќе остане тајна во оваа земја, а при тоа па да не зборуваме ако тоа допира до здравието и животот на граѓаните. Соодветно, сите информации ќе бидат достапни, да бидат изанализирани во соодветните постапки. Но редот е вака новите раководства на институциите прво да ги согледат сите правно-формални аспекти, заради тоа што веднаш кога ќе го дадеме договорот, ќе следуваат и прашањата. Ред е да бидат и подготвени за своите прашања. Ние гледате дека нашиот официјален став како политики е на страна на граѓаните, на референдумите. Некаде референдумите успеа, некаде не успеваат референдумите. Тоа не значи дека ако не е успешен негде референдум, дека државата, односно владата ќе се откаже од заштитата на императивните вредности, а тоа е здравието и животот и перспективите на граѓаните, при тоа почитувајќи го уставот и законите во Република Македонија. Од тој аспект сакам да очекувате комплетно транспарентен процес и постапки, а и само да надополнам, ако одредена карика во одредена институција, без разлика дали е министерство, дали е јавно предпријатие, државна агенција или слично, ве молам да се обратите овде во владата, прво кај министерот задолжен за информација и транспарентност и соработка со медиумите, и на крајот конечната инстанца ви стојам јас на располагање за да можат токму медиумите кои што се совеста на наше општество ги добијат сите неопходни информации. Повелете. Иницијаторите на референдумот во Ландово и во други места обвинија за сериозни обвинувања беа тоа за притисоци, дури од една странска амбасада во Украинската, тоа беше документирано со видеоматеријали, со фотографии. Вие, господине Заев, и сега само најдобро знаете како притисоци на како поминат овие години со притисоци граѓаните слободно да изразат својата волја. Ќе оставите ли вака да продолжи дали има нека посебна истина околу овие притисоци кои се вршат врз луѓето во Источна Македонија кои излегуваат на референдум? Значи, притисокот е понезгоден од актуелните градоначалници и нивните структури отколку од представници на странските дипломатски представништва овде во Македонија. Будно го следевме целиот овој процес и секако се документираат сите можни докази за недозволени законски действија, односно недозволиви незаконски действија кои што се преземени од било кој врз граѓаните на Република Македонија. Има индикации кои што ги зборуваат граѓаните, некаде дури и пред камери зборуваат за оваа работа, некаде зборуваат и пред институциите. Постапките да бидат оформени мора да се заокружат со доказните постапки.
Секако, во делот на разговорите се знаат граѓаните каде пријавуваат, еден дел е тоа Министерството за внатрешни работи, заради тоа што по разговорите со граѓаните тие кажуваат за се и се што, важно е да се обезбедат доказите за оваа работа. Доказ не е само, не знам, давање на пари, закана или слично, доказ е и директно влијание врз граѓаните со недозволиви законски мерки, кои што се буквално пропишани по закон како недозволиви мерки. Сакам да знаете дека сме целосно насочени на целите овие постапки, ги собираме сите можни информации и докази и нема да останеме неми посматрачи на тоа што се случува, ако не заради друго, токму заради тоа што еден дел и јас и мојата политичка партија, но многу луѓе кои што денеска се чинители во оваа влада беа на вистина цел на вакви незгодни репресии, притисоци или закани во периодот на назад во Република Македонија. Господине Заев, велите дека со законот за јазици се затвора последното отворено прашање од Охридскиот договор. Имате ли гаранција од коалиционите партнери од ДУИ од Алијансата за албанците дека ова навистина е последното отворено прашање? Читајќи го Охридскиот рамковен договор, кој што е преточен и во Уставот на Република Македонија, ова е последното легалистичко прашање кое што во форма на закон се затвара и затоа кога одите по затварањето на отворените прашања по Охридскиот договор, ние официјално стоиме како влада дека е последно отворено прашање. Но Охридскиот договор има дух. Тој дух, меѓу другото, вели рамномерна застапеност на граѓаните во сите институции, дури во приватниот сектор и насекаде. Сите да бидеме подеднакво вклучени, заради тоа што и тоа, иако не е со закон не се решава, законите се веќе донесени во Република Македонија, уставот е донесен во Република Македонија, треба да продолжиме и понатаму да водиме грижа. Дури ако се исполни и ова рамномерното застапеност на сите во институциите, може би во одреден период да падне за сметка на било која заедница. Ние мораме да водиме грижа во секојдневните политики како општество во реализацијата на оваа прашање. Ова е заеднички став, заради тоа што тоа може да биде на крајот и само став на влада, на политичките партиципенти во владата, но и уставот и законите, па и овој Охридски рамковен договор постои заради граѓаните. Тие се тие кои што ќе ни кажат ако одредено прашање за кое што владата мисли дека е затворено, се уште е отворено, ние сме отворени за сите дискусии и дебати кои што граѓаните ќе ни ги укажат на нас како влада. Велески МТВ, господине Заев, нешто слично во однос на колегата, но ќе бидам прецизен и краток. Зошто владата се одлучи предлог законот за употреба на езиците да го достави до собранието со европско знаменце, а не да биде редена постапка? Благодарам. Заради тоа што тоа е дел од националната програма за усогласување на законодавството на патот кон реформите или кон нашата интеграција кон Европската унија. Тоа е дел од планот 369 и е многу логично да биде со европско знаменце, заради тоа што не само што е дел од планот 369, е дел од националната програма за усогласување со европското законодавство. Знаете колку Европа дава важност на различностите кои што се вградени како темелни вредности во Европската унија и затоа е логично тоа да се случува. Еве дебатата верувам овие денови веќе почнува во делот на комисиите, ќе се случува и во делот на пленумот. Јас очекувам на вистина ова важно прашање за моите сограѓани од албанска етничка заедница, а и за нашите сограѓани од албанска етничка заедница, па понатаму за нашите сограѓани од турската, ромската, влашката, бошначката и сите останати српската и сите останати етнички заедници е многу важно прашање по пат на дебата, без да бегаме од закукуленото и замумуленото кое што во иднина се правело. Отворивме еден транспарентен процес со многу искрени намери во рамките на Уставот на Република Македонија конечно да го донесеме на транспарентен начин унапредувањето на употребата на езиците во Република Македонија. Иван Кузмановски, телевизија Сител. Господин Заев, јас имам две кратки прашања до вас. Првото во однос на надворешната политика. Рековте дека имавте голем број на меѓународни средби. Дали по овие средби сте оптимист за брзо решавање и на спорот со името по подпишувањето на договорот со Бугарија, што би овозможило и брза интеграција на земјата во НАТО? И второто прашање е како го оценувате работењето на министерот Таравари и неговата одлука да се повлече од позицијата во овој момент? По основ на првото прашање, верувам, сме доволно транспарентни, секаде зборуваме за перспективите на Република Македонија. Прво ми е драго што сите политички партиципенти и огромно мнозинство од преку 75% од граѓаните стојат на определбата НАТО и Европска унија и за тоа не постои алтернатива
во Република Македонија. Јас сум исто така убеден дека денеска има и tekako поголеми перспективи за решавање на ова чувствително прашање, проблемот кој што Република Грција го има со нашето уставно име. Зошто? Заради пријателскиот однос. По најмала рака нема провокации кои што беа декларирани од Грција дека се случувале од Република Македонија кон Грција. Нема. Градиме пријателски однос, еве се случи и двете посети на министрите за надворешни работи, на нашиот, на Атина и на министрот за надворешни работи на Скопје, на вистина во двете средби пријателскиот однос е создаден. Тоа не е и решение на проблемот, но еден чекор е направен понатаму. Верувам дека под медиаторство на медиаторот Метју Нимиц, ноември, декември, јануари, февруари веќе ќе имаме нови решенија за разгледување на овој проблем, а нашиот став останува непроменет. Заедно со опозицијата ќе навлеземе во решавање на оваа прашања, каде што и заедно ќе излеземе на референдум кој што ќе биде конечен, како конечна одлука на граѓаните на Република Македонија. Јас би сакал уште вчера да биде решено ова прашање. Би сакал и претходната влада да можеше да го реши. Меѓу другото, знаете дека бев многу често и предавник по ова прашање, заради тоа што апелирав кон владата да посегне со наша подршка како тогашна опозиција кон решавање на ова прашање. Се немаше сила и храброст. Јас верувам дека храброст има оваа влада, но секако под консензус заедно со опозицијата мора да навлеземе во решавање на овој горлив проблем. Кристина, телевизија 20. Само имаше уште едно прашање. Значи, во делот на ова што станува доста актуелно, верувам може да се случи некои други министри, заменици министри да бидат номинирани како кандидати. Прво, како премиер ја почитувам политичката волја на партиите, на коалиционите партнери кои што се во владата и нивната определба и решенијата со кои што тие ќе излезат како понуда пред граѓаните. Во исто време го споделувам и ставот дека секој избран и именуван функционер на владата на Република Македонија покрај политичките има и морална и етичка одговорност за својата работа и се разбира пред граѓаните на оваа наша земја. Владата на Република Македонија им гарантира на сите граѓани на оваа наша земја дека сите министерства и сите останати владени институции ќе работат во целосен капацитет пред, за време и после локалните избори. Колеги, последните две прашања. Кристина. Јас сум повеќе од задоволен од работата на сите министерства, вклучително и на работата на министерот Арбен Таравари. Кристина, па Светлана Ивановска и завршуваме. Ви благодарам. Споменавте дека во моментот се работи на стратегија и на план за реформите во правосудството. Дали тоа значи дека наскоро може да очекуваме реизбор на суди и какви се вашите очекувања од основното јавно обвинителство со оглед на фактот дека Зврлевски повеќе не е таму, меѓутоа неговиот тим остана, односно обвинителството се уште е со истите обвинители. Дали очекувате да се ја заврши добро работата за време на локалните избори? Јас верувам дека веќе стегите и прангите кои што беа врз правосудството по полека паѓат. Пред се заради тоа што заврши едно време кое што беше типично за притисоци и закани врз правосудството од страна на извршната власт, а буквално недвосмислено е ново време, стапено на сила која што нема никакви допирни точки со работењето на јавното обвинителство и судството во Република Македонија, односно судиите и обвинителите може да носат одлуки согласно устав, закон и сопствено убедување. Во тој дух јас очекувам секој да се ја врши работата во Република Македонија. Ние како извршна власт својата, правосудството како независна власт својата работа. Таму каде што има докази да се процесуираат предметите, таму каде што нема докази апсолутно да се престане со истраги и очекувам тоа да почне веднаш, иако се во најава реформи во правосудниот систем. Истовремено негувам надеж дека ослободено јавно обвинителство од Марко Зврлевски и tekako е подготвено без било какви стравови и без било какви предрасуди и без било какви резерви веднаш да постапува по можни недозволиви активности пред изборието, за кампањата и за време на изборниот ден. Апсолутно на Македонија не и треба ништо помалку, освен регуларни, кредибилни, фер и демократски избори. Значаен чинител е овде јавното обвинителство. Законите добро ги пропишуваат казните и мерките,
тоа мора да важи за сите во Република Македонија. Без разлика дали се тоа активисти, политичари на партиите од власта или од партиите во опозицијата, односно мора да важи еднакво за сите граѓани во Република Македонија. Реформските процеси почнуваат преку стручни тела, преку совети. Јас ги очекувам на дебата, стратегиите кои што тие ќе ги носат, сите планови кои што ќе се случуваат во периодот кој што предстои. Како демократа човек очекувам дека навистина нашата стручна јавност од областа на правосудството ќе даде добри механизми кои што реално и меѓународната заедница ќе ги препознае како модерни тенденции на правосудството во сите земји во Европската унија, а реално имплементирачки овде во Република Македонија. Господине премиер, во вашата изјава во Израел и после Израел, вие рековте дека има голем потенцијал за безбедносна соработка со Израел. Би сакала да знам во што се состои таа безбедносна соработка и во истите рамки прашање за ние го видовме на екраните на вестите, видовме дека Зоран Верушевски беше со вас во Израел. Би сакала да знам во кое својство беше тој со вас во Израел. Професор Зоран Верушевски беше со мене како советник за национална безбедност на премиерот на Република Македонија. Тој тоа го работи, ангажиран од владата на Република Македонија. И токму по таа функција беше и присутен заедно со нас, каде што одржавме доста квалитетни состаноци со високи представници на државата Израел. За безбедноста и соработката во делот на безбедноста зборувавме за перспективите. Значи не зборувавме за минатото. Заради тоа што верувам дека има се институции и служби кои што воспоставиле досега соработка и било што се однесува на минатото можат заедно во соработка да го расчистат. Ние бевме таму да зборуваме на перспективите. Како што знаете, верувам и поголем дел од граѓаните знаат дека Израел е значајна точка на регулација на бранот на бегалците, кои што доаѓаат токму од тој дел на светот, вклучувајќи дури и Сирија, Иран, Ирак, но и афричките земји. Во тој дел нашите разузнавачки служби треба да разменуваат информации, мора и системите за безбедност исто така да разменуваат меѓусебно информации, заради тоа што преку размената на информации двете земји поуспешно ќе се вградат во колективниот систем за безбедноста, а како што знаете во делот на бегалците многу често е скриен и стравот од можни екстремизми, радикализми и можни тероризми било каде. Израел е земја која што навистина често знае да биде цел на напади од ваквите терористички активности, екстремистички или радикални. Македонија се надевам дека никогаш нема да биде, но не е за одмет да биде секогаш подготвена и со некои вакви искуства кои што може да бидат пренесени од државата Израел кон Република Македонија. Колеги, ви благодарам на вниманието. Остануваме во контакт за дополнителни прашања.